Јас сега ќе се вклучам со колешката Тања Миговска, која се наоѓа во Брисел. Тања, добро утро. Добро утро, Саша. Како е во Брисел прво времето, да прашам, за да потоа преидеме на сите овие други теми со кои ќе разговараме? Конечно е убаво и сонце во времето кога треба дома да седиме. Така е. Сите се фрустрираме заради тоа. Тања, причината за која што сакам да те замолам да преразговараме во наредните 10 на 15 минути е што се случува во Брисел, во седиштето на Европската комисија, Европската унија во однос на целата оваа криза европска па и светска со коронавирусот. Се чини дека на европјаните како да им требаше малку време на Европската унија заедно с големена координација. Што точно сега се случува вчера, завчера, денеска и така натаму? Да, како што кажа убаво, им требаше време да сватат дека е ова огромна и сериозна криза. Конечно успеа завчера и вчера да се усогласат и на ниво на Европска комисија, како што знаеш, Европската комисија предлага земјите членки одобруваат одлуки, вчера ги одобрија, значи од денеска во 12 се затвараат сите надворешни граници на Европската унија. Тука има се уште некои нејасни ситуации со Обединетото кралство и со Ирска, кои што не се дел од Шенген. Британците не се веќе дел од ЕУ, тука ќе има веројатно уште натегања, меѓутоа генерална сликата е дека се затвараат надворешните граници, не внатрешните, како што знаеш. Претходно имаше затварање на внатрешни граници помеѓу самите земји членки на Шенген, што го разгневи францускиот претседател Макрон, и после тоа Европската комисија излезе со став дека треба координирано да се затворат сите граници надворешни на Европската унија. Оваа ситуација во која се наоѓа Британија некако се совпадна во најневралгичен период. Тие веќе не се членки на Европската унија, но формално се, бидејќи не е направен договорот, се уште формално се вклучени во сите мерки, бидејќи не можат уште да се разединат. А Европската унија сега е на, како да кажем, на ивица на работа тоа да почне да превзима програми за помош на земјите членки. Се работи за големи пакети економски кои што се разработуваат, бидејќи не се работи само за национални економии, туку и за ова обедината. Какви се мерките што Европска унија планира да ги превземе за тој тип на финансиски помоши, бидејќи се спомнуваат огромни цифри од стотици милиарди евра кои ќе бидат дистрибуирани? Така, значи, од една страна имате национални мерки и плюс европски мерки, кои, значи, тука Европската унија од свој буџет ќе издвои дел финансии за помош. Европската инвестицијска банка исто така најави, мислам, 40 милиарди евра за да помогне во оваа криза, но она што е најважно всушност е одлуката на Еврогрупата, значи земјите членки на еврозоната, на земјите кои што се членки, значи кои што го имаат еврото, да ги направат пофлексибилни буџетските правила. Значи, како што можеби некои се запознаени, екстремно се строги правилата буџетски во еврозоната, па и во Европската унија за задолжувањето и така натаму, и конечно се сетија дека ќе мораат да ги флексибилизираат тие правила, и од сега па натаму Еврогрупата секоја недела ќе се сретнува, а не секој месец и помалку како што беше до сега, туку секоја недела ќе има видеоконференција на Еврогрупата каде што ќе се разгледуваат тие мерки. Значи, допрва ќе ги почувствуваме овие последици, бидејќи економските последици ќе бидат огромни од оваа криза. Претпоставам дека сите национални економски дефицити на буџетите ќе ги надминат оние дозволени 3-4% кои што се пропишани од Европската унија, и дека ќе мора да дојде до големо прилагодување на тие правила. Апсолутно, тоа е тоа што го побара земји како Франција, кој што Франција на пример има многу широкогради мерки сега во овој момент за справување со кризата. Италија исто така е во
mora da se spravi со економските последици, така што притисокот врз институциите на ЕУ кои што се чувари на овие екстремно строги правила за дефицит и за задолжување, сега ќе мораат да ги омекнат. Исто така треба да се види дали тоа ќе до која мера тоа ќе важи и за земјите од Западен Балкан. Тоа уште не го спомна. Ќе поразговараме за Западен Балкан малку подоцна. Кој е твојот впечаток, Тања, како комуницираат, бидејќи проструја разни информации во последните 10 дена, дека тешко се доаѓа до некакви заеднички ставови, дека секоја земја влече на своји интереси и така натаму, дали е дојдено до некакво ниво на, бидејќи па од друга страна имаме и нова комисија туку што избрана во Брисел, дојдено ли е до некое повисоко ниво на синхронизација на Европската унија во своите заеднички политики околу ова прашање? Па, зависи од политиката, но генерално би рекла не. Би рекла дека се се уште во некоја фаза на усогласување. Важно, например, да се напомене дека во однос на хигиенските и здравствените мерки, иако повеќето земји членки бара координација и усогласување и тип на мерки на карантина, изолација и така натаму, Холандија, например, и натаму одбива да ги воведе тие мерки и смета дека треба оној колективен имунитет да се набие и не ги заштитува своите граѓани, што ќе предизвика проблем кога тие холанѓани внатре во Шенген зоната ќе сакаат да патуваат, да влезат во Франција, во Германија, во било која суседна држава, бидејќи не може да се воспостават внатрешните граници, а Холандија и натаму не ги почитува истите хигиенски правила како и другите земји. Значи, мислам дека се уште сме сепак далеку од таа единствен одговор на Европската унија. Да, холанѓаните го следат и примерот на Британија, па и оној почеток во кој американците на сличен начин се однесуваа, меѓутоа тие драматично ги напуштија тие теории за ширење на општи имунитет како справување и така натаму, и ќе сватија дека на крајот заболувањата од вирусот ќе бидат толку големи што здравствените системи ќе им пукнат, доколку не се обидат таа крива на растот на бројот на нови случаи, малку да ја подисправат за да можат да ги прифатат сите заболени во своите здравствени системи. Тања, да те прашам на формално физичко ниво како заседава Европската унија. Европската комисија работи со редуциран персонал, пратени се луѓето дома, што се случува? Да. Значи, сите што не се неопходни на своето работно место физички, значи тоа се директори, заменици директори, некогаш портпароли, да кажеме и така натаму, сите се замолени да работат од дома најмалку во наредните 2 недели, можеби нели тоа ќе се продолжи. Тоа е на ниво на европските институции. Што се однесува до земјите членки и до тие совети, самити и така натаму, имаше уште до пред една недела, мислам 1 или 2 совета кои што се одвива физички тука во Брисел, но веќе оваа недела тоа е готово и самитот на кој очекуваме ние зелено светло за преговори ќе биде исто така видеоконференција, значи ќе се вклучат преку мрежа. И тоа е исто, тоа ќе биде интересно, бидејќи се менуваат стари навики на Европската унија. Добро, еве, дојдовме до Балканот, нас таа тема ни е многу горлива. Ние вчера и формално станавме членка на НАТО, меѓутоа цилија вести се овдека потиснати заради овие другиве кризни вести, нормално и така натаму, така што ќе остане забележено во историјата овој датум кога ќе се заборави на целата корона приказна дека сме станале членка на НАТО. Што можеме да очекуваме? Прилично оптимистички се најавите, иако морам да кажам воздржано оптимистички, околу следниот собир совет на Европската комисија и на Европската унија. Што се сега конкретно најавите? Дури и Холандија издаде соопштение дека за Македонија ќе нема никакви услови, нешто ќе веројатно ќе условуваат за Албанија. Какви се деталите? За Македонија, всушност, Холандија никогаш не немала проблем. Мислам, тоа холандскиот парламент го стави на знаење. Секогаш беше проблемот Албанија и тоа одвојување, но сега Холандија стави на знаење дека нема веќе проблем со Албанија. Всушност, оваа цела криза малку ни оди во прилог, за жал, бидејќи има многу поголеми проблеми моментално Европската унија. При тоа не треба да се заборави и дека бегалската криза тука одигра веројатно своја улога. Балканската рута е толку многу важна за бегалската криза што мислам дека и не може баш да си дозволат повторно
многу да се играат со чувствата на земјите кандидати. Така што да, речиси е сигурно овој пат дека ќе има датум за преговори, но разбирам дека владата во Македонија, во Северна Македонија сака да биде можеби повнимателна со оглед на тоа што се случи. Што се однесува до одвојувањето меѓу Албанија и Македонија, треба да се очекува, мислам дека ќе има разлика помеѓу отворањето на првата меѓувладина конференција која што го назначува отворањето на првото поглавје. Мислам дека Македонија ќе добие меѓувладина конференција пред Албанија. Тоа се најавите за сега. Добро, Тања, да те прашам сега на билатерално, национално ниво, ако смеам. Во каква состојба се наоѓа Белгија со коронавирусот? Па Белгија беше исто од тие поспорите земји. Проблемот во Белгија, како што знаеш, е дека има многу влади, многу парламенти, региони, заедници, и додека тоа се усогласи, речиси е покомплицирано отколку и на европско ниво. И натаму има проблеми во владата, при тоа техничка влада, значи имаше избори тука пред година и половина, уште нема влада. Значи, во екстремно комплицирана политичка состојба, фламандската заедница пробува да добие на политички поени, фламандците се повеќе како холандјаните, повеќе се за колективен имунитет, додека јужњаците се повеќе за строги мерки. Но конечно ете денеска успеа, да донесат одлука дека од 12 е 8 карантин и треба да се седи дома, продавниците затвараат, освен оние аптеки и храна, и генерално би требало конечно да влеземе во тој ред европски. Како реагираат белгијанците? Има нервоза, има ширење на психоза, паника или е сепак тоа по некаква друга ситуација? Па има, не е до толку, можеби како во некои други земји, но има, снемува тоалетна хартија, снемуваат гелови, маски и така натаму. Меѓутоа, проблемот е исто така што власта тука во Белгија не одговори доволно брзо на прашањата и преокупациите на народот. Долги недели комуницира програмот, да кажам. Вие новинарите што правите денови во Брисел? Сега и вашата активност ќе се сведе на неопходен минимум, предпоставам. Нема повеќе одење по институции, се е тоа во некаква карантинска состојба и за новинарите сведено? Да, генерално дома работиме, освен телевизиски новинари и радио, се разбира, кои што мораат нели да бидат во етер. За нив, например, во јавниот сервис белгиски е донесена одлука да нема повеќе од тројца новинари во ист момент или четворица во студиото, да кажеме, и ако едниот се разболи, знаеме одма дека тројцата други треба да се стават во карантин, бидејќи секогаш работат заедно, такви мерки никој. А инаку вака агенциски весници и така натаму, ние си работиме главно од дома. Европската комисија, Европскиот совет ни овозможуваат да се вклучиме преку интернет во пресконференции да поставуваме прашања, така што не можеме да се пожалиме како новинари. Тања Милевска, јас ти благодарам за ова исцрпно јавување. Ние наредната недела можеби повторно ќе се чуеме. Предпоставам дека ќе има и некакви пооптимистички вести и така. Се надевам. Само да прашам уште, со каков режим работи нашата амбасада во Брисел? Па успорено работат, не мораат да одат на работа, значи во канцеларите ако не сакаат, ако сакаат. Можат, но знаете, нема многу луѓе, нема многу вработени во амбасадите и во мисиите, така што не е толкав ризикот, но добро се справуваат. Тања Милевска, дописник на Мија од Брисел, благодарам многу за ова јавување.